Куфирчиња со пари од Бугарија за продажба на националните интереси. Мицковски со сериозни тврдења дека Заев взел пари од поранешен бугарски премиер. Од Струмица упати директна порака дека сите ќе одговараат, а времето на примање пари во куферче за да се испорачуваат компромиси на грбот на народот заврши. Ке ви се скинат и куфирчињата пари што ги добивате од кај нашиот источен сосед, а ниту зградите и визите од Дубај имаат среќа. Сакам да испратам една порака до сите нив. Тоа што 15 месеци се уште не стигнала правдата до вас. Тоа што овие 15 месеци секој ден, час во денот и недела го минувам во обнова на темелите на државата кои што ги рушевте, но не успеавте. Не значи дека заборавив. И јас ви ветувам дека правдата ќе ве стигне. По обвинувањето од Мицковски со објава на Facebook реагираше Заев, тој ги отфрла тврдењата и го обвинува премиерот дека клевети. Најостро и категорично ги отфрлам лагите и клеветењата од Мицковски за наводни куфирчиња со пари од поранешен премиер од Бугарија, како невистини, како очаен обид на неспособниот премиер да го пренасочи вниманието на јавноста од неговите неуспеси кон неговите измислици. А кога сме веќе кај куферите, видовме во снимките што сами си ги пуштија во јавност дека експерти за куфери со пари се токму неговите поддржувачи и финансиери. Инаку од ВМРО ДПМН претходно тврдеа дека Бојко Борисов своевремено сам кажал дека лично е помогнал опцијата на Зоран Заев да дојде на власт. Кога станува збор за примање пари од страна на Зоран Заев, јавноста беше сведок и во минатото. Пред речиси една деценија се појави видео на кое што се гледа и слуша како Заев ги користи зборовите 1 евро за вицето, 1 за црквата. Подоцна во судскиот случај именуван подкуп, бизнисменот Иван Николов Сачевалиев се дочеше дека во 2013 година кога Заев беше градоначалник на Струмица, од него било побарано да даде подкуп.